ми го збрца. Да му се сневиди. Вика, не ми го збрцал. Шо е ова ако не е збрцано? Се извинувам. Триесет со 2. Толку болен сум ја. Абе, најгадна температура е оваа учмар што се мери. Секојаш поише покажува. Абе, се ме боли, баш кога имам некој чуден вкус у устата, а ич не ми сиде по доктори. Абе, да нима некој доктор тука у салава? Ај, кренете рака да видам кои се доктори. Ајде бе, ништо не ви правам бе, кренете рака. Не сум ја од оние. Ајде да видам стварно. Чекај. О, машала, бај ги ви, мај. Да му е мерак на човек да припадне меѓу вас. Епа, да знаете дека од вас ме боли. Мислам, не од вас што сте тука, него од идење по доктори ме боли. Бел мантил кој ќе видам, ме боли. Кломпи која ќе слушнам, ме боли. Плаво картонче да видам, абе одма несвестица ме фаќа. Ми фали уште министерот за здравство и да си побарам јаже и да се обесам на една од оние врбине што Коце планира да ги засади у Вардар за 80.000 евра по комат. Абе, нормален ли е, беј? Па толку невработен имаме у држава, болje да земе еден невработен, да го засади у Вардар, да му дае 200 евра месечна плата. Па нема таква врба на светот што ќе биде пожална од тој засадениот. Шо се смееш ти тамо горе у тоа третиот ред? Сигурно не ти проверуеле простата. Иначе ќе си ќутеше као овој господинот овде десно. Он многу добро знае како е да имаш 3 прста у прдалникот, а пуна бешика. Така ли е, господине? Па така е, нормално. Идентификација. Инаку, приказнава што ќе ви раскажам, не е за лица над 50 години и се препорачува надзор од родител или старател ако се живи. А дека е вистина, вистина е жими мајка. Све почна на нашиот плоштад од еден сладолет од оние на топки, и тоа пред 5 години, кога плоштадот беше рамен као тепсија и кога беше без идоли, без револуционери, без лавои, без војни и така натаму и така натаму. Тогаш на плоштад се лижеше на раат. Денес кога лижеш на плоштад те гледаат 100 пара очи. Од карши, оној анемичниот ченто ти се закануе со тоа прсто дугачо као крастајца и ти вика: мали, ако многу лижеш ќе те фати грло. Ја еднаш така лижев и ме фати грло. Па ако ми се направи еден оток, голи оток. А од другава страна, цар Самил седнал на она домаќинска на фотелја, те гледа и ти вика: дечки, за колку го лижеш? А оваа шмизлава од улица Македонија му дофрлуе: лиле, чичо Самил, да знаеш само ја колку сум по лижењето. И таман си направил чекор или два да киднеш, која на тебе се надвиснал Александар со тоа... Пардон. Над тебе се надвиснал воинот на конј со тоа сатарот, те були у сладоледот и ти вика: еј, брате, само да знаеш у мое време како се лижеше.
Па што имав едни генерали. Па само да знаеш тие како лижеа боц. Али Букефал мој уопште не беше по лижењето боц буки. Он ги јадеше исклучиво корнетите. Бегај бе, му викам и тргнем да си одам, која па го слушам војнот на кој зад мене ми вика: чекај брате, а бакнеш? Ја, па да ми го бапнеш. Абе да си немаш работа со тако воин на конј бе. Оти знаете како рекле нашите? Подобро змија да те апне, отколку војнот на конј да ти го... Абе шо војнот на конј бе? Замисли конјо да ти го бапне. Шо мислите? Овие од општина Куратица. Кој дел од споменикот војнот на конј сакаа пред некој ден да го пренесат од Скопје у Куратица, Мислам, не ве лажам, не знам дали гледавте вести, вака пишуеше на Телопот. Курајчани бараат да се... Абе, жителиве на Куратица, возрастниве ги викаат курајчани. Се прашуjem како ги викаат децава, бе? Курајчанчиња. Замислете шо би било кога еден курајчанец би сретнал некоја долнодупенка. Али да се вратам на приказнава. Значи, пред 5 години и кај нас многу се лижеше сладолед. Пошто беше ефтин, нели? И не само сладолед, него и многу торта се јадеше. И то од она у сладкарница Ринија на чаршија. Еднаш ја од тамо на баба ми купив торта и толку. Нека е лес на црната земја. Сладкарница Ринија. Тоа е традиција и квалитет. Само не знам зашо овој емирот од Катар кога дојде у Скопје го однесоа на кебапчиња, а не го однесоа у сладкарница Ринија на торта. Не и се, значи пред 5 години јас нели шетам низ плоштад, одам кај таа цусата што продаа сладолед и викам дај ми еден укорнет со 5 топки, ванила, страчатела, чоколадо, јагода, дудинка. Она ми стаа, ја го зијам сладоледот вака у десна рука кој сеа микрофонов, го носам низ плоштад као штафета, само на штафетата и требаше подолго време да се стопи, цели 10 години. И така ја одам, кога од Карши доаѓа другар ми Перо. И му викам, кај си бе Перо, како си? Добар сум, баце, беш ми матер, добар сум. А ти како бизнисот? Абе, викам, бизнисот, како? Никако, викам, се дела тендери тамо у 4 очи, викам, али се надам дека со оваа новава реформаторска влада, дека конечно ќе има пари, ќе цветаат инвестиции, економијата ќе цвета, бизнисот ќе цвета, стопанството ќе цвета, сите ќе цветаме. Иако после 5 години мене ми стана јасно дека толку цветање мене само газов ми се расцвета. Ама за тоа ќе ви кажувам малце попосле. И ја така стоиме ние на плоштад, сонцето пече, ја му викам на Перо, абе викам да се повлечеме овде под стреава, под сенка, оти викам ако продужиме тука да стоиме и да го лижам сладоледов, ќе треба со лажичка да го сркам. И ние се повлекуваме нели под сенка, јас си лижам релаксирано, Перо нешто драпа, ја него ни слушам, ама многу добро го слушнав кога ми побара 1000 денари на заем, зашто наводно новчаникот го заборел у другите панталони, а требало да ја купи лек на мајка му што не бил на позитивна листа. И сега вие сигурно ќе се запрашате што има везе муабетов со Перо, со мојата голгота по доктори и болници. Не слушајте сега. Значи ја му даам 1000 денари, он ги зима, жив среќен, тргнуе да ме полюби на античко-македонски начин, ја инстинктивно му се тргам. Пошто предходниот ден го гледав на телевизија оној холивудскиот филм Александар Македонски и ми текна како Александар у филмот ги љубеше своите генерали на античко-македонски начин. Знаете вие како е тој античко-македонски начин на љубење? Па она бе со јазици сега, знаете. Знам сега некој ќе каже, не, тоа е француски начин на љубење. Па не е тачно. Французите тој начин на љубење го презеле од античките македонци. Само први им текнале да го брендираат, па така сега се вика француски. И ова е тачно. Ова е тачно. Паско ми кажа. А ја многу му веруем на Паско. Како да не му веруеш на човек што носи 3 сати на рука? И со право ги носи.
Сака секојаш да биде спремен да му ја затне муцката на секој што ќе го сретне на улица и ќе му каже: Паско, ти не си точен. И ја така, нели се тргам од другар ми Перо да не ме полюби на античко-македонски начин, а он вака се повлекуе, се смешка под мустеќ, ме гледа и ми вика: Абе, баце, абе, тебе ти се погоди Сладоледов. Беш ми матера, сите топки ги мавна да ми беш матер. Супер Сладоледов, Викам, супер бе, бем ти матер, ти да немаш нешто против? Не бе, вика, баце, немам ништо против, беш ми матер, крв да ти се стори, али ми беше незгодно да ти кажам, беш ми матер, стварно ми беше незгодно да ти кажам, али цело време додека го лижеше Сладоледот ти капеше вода од ова еркондишенов директ на Сладолед. Го гледам педериште во Скопско и си викам: само у Скопје има вакви педерчики хомосексуални, што можат мртви ладни да те гледаат како лижеш сладолед врко што капе вода од еркондишену кој што се мочале гулабите и после пола саат уште да ти побара 1000 денари на заем. Абе, педеризмот у овој град е доведен до савршенство. Али скроз. И после некој ќе каже: Боки 13 бил обратен. А никој не се прашуе од кај научил Боки 13 да биде таков? Да не растел случајно у Београду па тамо го учеле? Не бе, Боки има растено у Скопје, овде научил да биде таков. И знаете што ми е најстрашно? Што мислам дека голем дел од тие што го учеле се тука вечерва меѓу нас. Или кажано на северно-македонски дијалект: неко меѓу нама nije naš.